Добар ден, ученици, добро дојдовте во Е-училница. Јас сум Ана Дионисиева, наставник по предметот иновации во 9-то одделение во Основното училиште Братство. Која е нашата денешна лекција? Нашата денешна лекција е за предприемачките компетенции и вештините и однесувањето. Целите на часот е да ги дефинираме вештините, да ги дефинираме однесувањата и да откриеме различни видови на вештини. Сега предприемачките компетенции за предприемништвото се вештини и однесувања кои се стекнуваат преку разни форми на образование, хоби и може да се применат во секакви животни ситуации. Вештината е уште наречена талент или пак поседување на одредена способност и извршување на истата во исклучителен временски период и со исклучителна количина на потрошена енергија. Додека однесувањето е препознавање на можностите и остварување на идеите. Сега ќе се запознаеме со основните предприемачки вештини, прво со креирањето на кратка биографија, потоа имаме изразување, планирање, истражување, поседување на технички или компјутерски вештини и презентирање. Покрај овие основни предприемачки вештини треба да секој од нас да поседува и комуникацијски вештини. Како велам, колку подобар преговарач си, толку ќе ти биде и подобар бизнис. Сега ќе почнеме со видовите на комуникација, устната и писмената комуникација. Устната комуникација бара да бидеме по-пристапни, по-пријатни и пријателски настојани со цел да можеме да разговараме со останатите. Додека писмената комуникација може да се оствари преку користење на дигитални алатки, например електронската пошта. Активното слушање не бара само слушање пасивно, го бара и покажување на невербални или вербални знаци на оној што зборува. Збориме за визуалната писменост, збориме за способност да се препознае сликовната порака. Ефективното презентирање бара да бидеме јасни, концизни и самоуверени. Додека познавањето на странскиот јазик не бара да го искажеме нашето ниво на познавање. Дали го разбираме само јазикот, го зборуваме или го пишуваме. Дебатирањето е еден вид на изјаснување на своето мислење и идеите. Збориме за вештините на информираност, значи дека имаме повеќе извори на информации. Дали се тоа дигитални медиуми и други видови. Освен комуникацијските вештини, секој од нас треба да поседува социјални и интелектуални вештини. Тука ја споменуваме емпатијата, сочувството со другите, флексибилноста, идентитетот како социјалното учество, почитувањето на различностите и нашето однесување. Во предприемачките компетенции се спомнаа и техничките вештини. Секој работодавач има различни барања, затоа ние кога го пишуваме CV-то, кажуваме одредени skills, technical skills или технички вештини, компјутерски вештини. Колку добро познаваме, например, користење одредена апликација, дигитална алатка, еве еден од примерите. Например, анализа на податоци, кодирање и програмирање, управување со проекти, социјално медиумско искуство. Како например користење на дигиталните алатки за PR маркетинг, исто така блогирањето, тоа е еден вид на социјално медиумско искуство. Предприемачките компетенции бараат и тимска работа. Тимската работа знаеме дека треба да се поделат улогите, секој од нас треба да има одреден придонес во групата, како и заемно почитување на самиот тим, учесниците во тимот, да се организира тимската работа и да се покаже транспарентност и одговорност при работата во тимот. Сега, лидерството можеме да го поврземе со тимската работа, нели секој тим мора да има тим лидер и тој тим лидер треба да поседува одредени лидерски вештини. Тука ќе го споменеме донесувањето на одлуките. Тим лидерот треба да биде инспирација и за другите, како и да покаже флексибилност со поголема соработка и мотивирање на остатокот од тимот. Тој треба да поставува приоритети
со самото поставување на приоритети и превзема одредена одговорност. Во почетокот кажавме за вештините и однесувањата. Во текот на своето работење, еден претприемач треба да обрне внимание на своето однесување за поголема ефикасност и ефективност, односно остварување на своите идеи. Секој предприемач потребно е да ги има следниве карактеристики. Треба да биде способен да забележи шансе и подготвеност при перманентно да бара нови шанси, да има доверба во сопствената идеја и во сопствените квалитети, да се ориентира кон иднината, да биде креативен, да учествува активно во пазарот и да има желба за надпреварување, како и флексибилност и адаптибилност. Се надевам дека научивте нешто за претприемачките компетенции, вештините, однесувања, кои што ќе ви помогнат во вашата кариера.